Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добре дојде. Добро ве недов, благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Министре, како дел од оваа влада, имајќи предвид што ни се случува во моментот не само на нас, туку и на светот, зборуваме за кризата на Блискиот Исток, зборуваме за Украина, за се што се случува ни светот, за онаа криза која што удри под џебот на граѓаните. Дефинитивно, можеби и се уште не е удрена, но ќе биде каде и да е преку горивата. Како оценувате како оваа влада се справува со моменталната криза? Па мислам дека како ретко кога во минатото владата покажува подготвеност и дека следи ситуацијата, подготвеност да реагира во секој момент, не ја изненадуваат состојбите и не е држава која што е реактивна и чека некоја друга држава да преземе некоја мерка па потоа да следиме. Не е држава која што чека помош на границата, не е држава која што се однесува како да е под некој патронат на некоја друга држава, туку веднаш промптно реагира за заштита на стандардот на сопствените граѓани. Точно е, ова е големо геостратешко поместување. Јас коментирав во еден мој труд пред неколку години оние луѓе кои што мислеа дека промената на соодносот на силите во светот или на тој така наречен баланс на силите од еднополарен во мултиполарен свет ќе се одвива мирно, се лаже и не ја познава историјата, затоа што секогаш во историјата таа промена на баланс на силите се случувало со триења, со искричења, со мали, поголеми конфликти, два пати се случи со светски војни. Така што не е за очекување дека овој пат таа мултиполарност ќе се случува мирно. И на тој начин се однесуваше и владата, ценејќи ги сите овие околности. Мислам дека мерките кои што се преземаат се навремени. Факт е дека стандардот на граѓаните е нагризан, затоа што цените на горивата растат заради состојбите на Ормудскиот теснец и состојбите генерално со инфраструктурата во Иран, но и на Средниот Исток. Но мислам дека на подготвен начин реагираме. Вие знаете дека овој викенд имавме седница на влада во која што донесовме мерка за директно вбризгување на средства од буџетот преку данокот на додадена вредност, намалување на стапката за горивата од 18 на 10%, но и одредени мерки кои што ќе се однесуваат на залихите со мазут кои што се потребни за елем, доколку тоа стане потребно, владата ќе биде спремна да реагира. Исто така јавноста знае дека ние имаме зголемување од околу 10 до 12% на потрошувачката на горива заради тоа што државите од регионот доаѓаат да полнат гориво во Македонија, што представува многу јасен сигнал дека ние сме подготвени и подготвено ја следиме ситуацијата. Секако за очекување се дека ако продолжи оваа нестабилност на Блискиот Исток и релациите со Иран, дека цените ќе растат и на другите производи заради несигурностите на пазарот, заради паот на берзите, влијанието на горивата во синџерот на снабдување, но исто така сме подготвени во постојано заседавање и комитетот кој што одлучува за кризи и владата да реагираме на ваквите ситуации, така што ситуацијата е непредвидлива заради тоа што не зависи од внатрешни фактори во Македонија, но многу внимателно ја следиме и промптно реагираме. Македонецот е буквално кажано израснат во кризи, буквално исто така добар ден она што ни се случува, навикнати сме, но сепак можеме ли да направиме некаква споредба, бидејќи последно време, последниве десетина години, многу е во мода еден принцип, се вика релативизација, сите сме исти, сите сте исти. Еве да споредиме кризата, корона кризата, која што се случи пред само неколку години, тогашното действување на тогашната влада и сегашното действување на сегашната влада. Има ли разлика? Па еве јас ќе дадам неколку примери, па граѓаните ќе оценат каква е разликата. Мене единствено ќе ми дозволите како мал вовет, не ми е драго што се доведуваме во ситуација да ние сме подготвени во ситуација кога 2 години владата стабилизира состојбата. Ние за прв пат во јануари месец имаме стабилизација на инфлацијата на под нивото кое што е планирано. Имаме стабилизација на растот и очекуван раст кој што се движи од 3,5 до 4%. И кога имате ваков еден замаец кој што е тргнат, навистина вакви светски ситуации многу лошо влијаат на кога вие сте расположени да напредувате и да се развивате и сте планирале раст и намалена инфлација, но тоа е што е. Ние сме избрани за да реагираме. Сега околу споредбата како се случуваше во 2020-2021, каква е реакцијата на криза, вие знаете дека ние последни во регионот добивме вакцини тогаш. Ние одевме како граѓани и јас бев во Србија да се вакцинираме затоа што во Македонија немаше вакцини, а движењето беше забрането за сите што немаат вакцини
без државата, владата да има обезбеди вакцини. Потоа носењето на вакцини беше проблематизирано со корупцијски скандали во кои што директно беше замешан тогашниот министер за здравство, денеска председател на опозицијската СДСМ. Бевме држава за подсмев и бевме држава која што изброја за жал најмногу заразени и најмногу мртви од корона пандемијата. Ако можам и последно, можеби економска метрика, но ќе ја спомнам, наместо ние да го консолидираме нашиот буџет до 2020-та, што значи од 2017-та, таа влада која што дојде до 2020-та, да има консолидиран буџет со намален буџетски дефицит, намален јавен долг и подготвена да пречека евентуална криза, тие беа залетани во трошење како да нема утре. И најмногу заради изборите 2020 година. Споредено со ситуацијата сега, ние намалувавме долг, намалувавме дефицит изминатиот период, навистина го стегнавме ременот и 24-та, и 25-та, и влезот во 26-та, и сега имаме ресурси како да влеземе во заштита на граѓаните и мерки кои што се за граѓаните. Ако бевме држава за подсмев и држава која што броеше штети, која што следеше што прави светот, сега сме држава која што може да реагира, која што може да се справува со предизвиците и која што ќе ги заштити граѓаните по секоја цена, нема да ги остави да бидат последни на листата и нема да дозволиме македонски граѓани да одат во Србија, во Албанија, во Грција, во Бугарија да точат гориво, затоа што еве кризата е со гориво. Правиме се што можеме, особено ресорите кои што се енергетика, финансија, пред се премиерот да го заштити стандардот на граѓаните и тоа се познава. Истиот тој лидер сегашен на опозицијата, многу ми го нарекува лидер од тему, други го нарекува Заев трети, не знам зошто, но тој ви предложи повеќе мерки, денеска и минатите денови, ви искритикува дека само сте го направиле тоа со ДДВ-то намалувањето, иако не се сеќавам добро зошто тие не го направија тогаш. Тогаш 107,5 денари достигна цената на литар дизел, 112 беше 98-цата, 95-ката беше 110 денара. Убаво се сеќавам. Но никој не направи ништо на минимална плата од 15.600 денари, која што сега е 24.600, и на просечна плата од 26.400, која што сега е 46.400. Значи разликата е драстична, фрапантна, да не речем како за две различни држави да зборуваме. Со тогашната просечна плата купувате 277 литра дизел, со денешната купувате 500 литри дизел по денешната цена од 95,5 денари. Сега, истиот тој човек ви нуди предвози и ве критикува дека не сте го направиле тоа што треба да го направите и дека ви предложи да се навратите на нивните мерки да ги видите за да направите како што треба. Видете, има и уште една работа, вие добро анализиравте околу цената на горивата. Тогаш владата не влезе во преговори со најголемите оператори со горива во држава, како што е Макпетрол, како што е Окта, за тие да дадат свој попуст како општествено одговорни компании. Ако вие не разговарате со нив, тие самите нема да го направат тоа, но постојано комуницира премиерот и министерката за енергетика со овие компании и затоа ефектот од вчера е да овие компании нудат по 3 по 2 денари намалени цени за граѓаните, одејќи на сопствена штета, знаејќи дека државата како гарант на количини, гарант на односи меѓу државите стои позади нив. Во тоа време вие имавте компании кои што беа многу блиски со тогашната власт на СДСМ и на ДУИ, кои што профитираа од таа криза. Ги зголемува цените на тестовите, ги обезбедува само тие да имаат пристап, значи ја се сеќам на аеродромот Петровец, само една компанија можевте да извадите тест за дека сте вакциниран, а таа компанија беше тогаш блиска со СДСМ. Така што имавме воено профитерство од таа страна, знаеме како беа градени на пример модуларните болници, знаеме колку не исполнуваа стандарди тие модуларни болници, а кој стоеше позади нив, зошто одеднаш се пренесува од министерство во министерство кој требаше да ги гради тие модуларни болници. И имате влада сега која што освен тоа што зафаќа од буџетот средства, оди и разговара со компаниите да обезбеди. Прво непречени количини, ние немаме кап како што има државите од регионот, забрана граѓаните да можат само квота од 50 литра дневно или од 30 литра дневно да точат. Се е дозволено, секој може да точи колку што сака и плюс интервенираме и преку буџетот и директно во комуникација со компаниите. Спомнавте околу мерките. Моje мислење дека се злонамерни предлозите, ќе кажам зошто, затоа што исклучиво се однесуваат на зафаќање на буџетот, кое
моето мислење на ставот на опозицијата. Мислам дека е пиаровски ставот, да владата потроши многу од зафаќањето на буџетот, за потоа после 5-6 месеци да може да опозицијата каже: аха, ветивте испорака на детско игралиште таму и таму, не го реализиравте, без да каже дека буџетот сте го потрошиле исклучиво на мерките кои што се за заштита на горивата. Но ние одиме со многу разновидни мерки, во кои што дел зафаќаме ДДВ, дел комуницираме со компаниите, дел одиме со директна поддршка на граѓаните, а секако имаме и цел арсенал на мерки кои што ни стојат на располагање за воиднина. Но мислам дека се злонамерни и мислам дека повеќе одат на штета на владата за да направат некој популизам во смисла, сега го видов едно од решенијата, да ги намалиме ДДВ-то на основните производи. А гледаме дека основните производи во овие изминати 20 на дена немаат толкова зголемување. Затоа што ќе речат и вториот елемент ќе кажат после некоја мерка која ќе се искористи, аха, ние ви рековме дека оваа мерка треба да искористите. Не е време за аха моменти. Време многу е сериозна ситуацијата. Ова се геополитички тектонски пореметувања во светот, кои што треба да се гледаат внимателно и треба да се даваат издржани и содржајни предлози. Никој не е против добра идеја. Ако има некој навистина добра идеја, мислам дека и министерката неколку пати спомна за енергетика, министерката за финансии, нема тука простор да не прифатите или да прифатите ако навистина нешто издржано. Еве, ДДВ-то може да се смета за таква мерка, која што факт дека беше спомната и од опозицијата, но начинот одговорноста е многу поголема кога сте од оваа позицијата на влада и сме многу внимателни во мерките што ги преземаме. Сето ова се случува за жал и во еден момент кога Македонија после подготовките, да не речам, на планот на правосудството, после промената на државниот републички јавен обвинител, нели, почнува една сеопфатна битка со корупцијата, рак-раната на македонското општество. Да не се лажеме, нешто што сите го очекува, но не можеше да се случува. Знаеме за оние стотици случаи што стојат по фиоките, кои што, нели, се надеваме сите дека конечно ќе им се забрише прашината, ќе се протресат и ќе се видат, но губина па исто така толкува дека бучноста на опозицијата и видливоста да се биде по секоја цена некаде, макар да се кажуваат, нели, лаги, честопати, за жал, фейк ньюс и лажни вести врие кај нив, е колку да бидат видливи заради тоа што има нешто што ги очекува. Да не преодицираме, но можеби да, можеби не, но еве, имаме нов републички јавен обвинител, работата треба да тргне на многу полиња, се очекуваат отворања на многу случаи. Ќе се справиме ли со тој проблем рак-раната наречена корупција, висока корупција? Мислам дека имаме сега потенцијал да почнеме посериозно да се справуваме. Јас мислам дека институциите од страна на владата, од извршната власт направија доста изминатив период. Ќе спомнам само неколку случаите во лотарија, случаите во моето министерство помали, но многу бројни, против високи функционери поранешни. Дел од нив веќе завршуваат со судски пресуди, затоа што беа помали, поедноставни. Имаме активности и околу другите институции, Министерството за внатрешни работи, судии, обвинители, правобранители, кои што беа зафатени, а се е активност на извршната власт. Од Агенцијата за национална безбедност, Министерството за внатрешни и другите министерства, Управа за финансиско разузнавање, знаеме за даночните измами кои што се случувале. За жал немаше реакција од обвинителството. И за жал тоа беше надополнето со еден бран на лажни вести од страна на опозицијата, кои што дневно сакаат да ја разрушат довербата на граѓаните во владата. Еден таков е например со мигрантите, веќе спомнав, па ќе се задржам повеќе на обвинителот. Поминува март месец, ветувањето беше на опозицијата, односно кажувањето дека во март месец мигранти ќе почнат да стојат на границата, ќе доаѓаат со авиони од Велика Британија, државата се сложила, ќе ги сместува во приватни центри. Потоа не беше приватни центри затоа што јас го извадив во јавност дека тие се согласиле на изградба на приватен центар во Бардовци, тука многу блиску до вашата телевизија. Па потоа се повлекува неприватни центри, ќе биле економски мигранти, но кај да е во март ќе ги видите. Еве во март, последните денови на март имаат 7 дена и тоа беше наполнето со уште една пиар кампања каде што сликаа определени работници дали на автопатиштата, дали тука во Скопје во Лимак, кои што ги најдоа од некои биле странци, некои биле работници кои што доаѓаат од други делови на Македонија и фотографирани, еве ги веќе доаѓаат економскиве мигранти од Велика Британија. Не се, да се вратам на корупцијата, тоа е затоа постојат овие лажни вести, заради стравот од тоа што може да се случува. Мене ми се допаѓа изјавата на јавниот обвинител, го следев овие неколку дена. Една од главните поенти е дигитализација, јас доаѓам на мојата тема, затоа што дигитализацијата во обвинителството ќе значи расчистување со субјективизмот. Таму, како најизразена институција, имаме многу силен човечки фактор.
а човекот е коруптивно битие. Малата одговорност носи мала корупција, големата одговорност носи голема корупција и ми е драго што една од клучните постулати на неговата работа која што е спомна, инаку него познавам човекот, беше дека ќе се зафати со сериозна дигитализација. Тоа не е дигитализација затоа што е убаво да се има, туку дигитализација заради тоа што мора се објективизира процесот. И веќе давам една многу конкретна идеја и се надам дека ќе биде прифатена. Ние имаме наш документ менеджмент систем заедно со електронска архива, која што автоматски кога ќе внесете вие предмет во архива, таа автоматски му доделува серијски број. И никој веќе не може да го изгуби тој предмет. Не може тој предмет да се заборави, во фиока и точно се знае да се избрише. Точно се знае кога ќе влезе предметот, каде е тој распределен, кој е одговорен за него и колку време стои во определена фаза на постапката. Многу едноставен продуктот кој што го имаме. Јас кога дојдов во институцијата немаше одржување за жал 3 години и го користеа околу 20 на институции. Денес веќе активно имаме 45, дуплирана е бројката за само 6-7 месеци. И бројката денеска ја проверував на предмети кои што веќе ги имаме во работа од околу 25.000 на ниво на тие 20 институции, сега е порасната на околу 60.000 предмети, што значи скоро триплирана. И ако сме имале 0,1-2 институции месечно закачани нови, сега имаме 4 институции месечно нови. Мојот предлог е затоа што ние тоа го работиме и јавното обвинителство да го преземе овој наш систем и целата документација електронски да архивираме за секој нов предмет кога ќе пристигне во јавното обвинителство како кривична пријава или како представка од граѓани, тој веднаш ќе си биде електронски заверен. Тогаш веќе нема да може определени обвинители да речат не знам, сум го заборавил предметот, го нема, се изгубил и така натаму, а раководителите во обвинителството ќе можат да ги следат тие предмети и на тој начин бришаме еден чекор од можностите за корупција. Секако обвинителството ќе има уште многу работа да работи внатре, дали некои предмети намерно се одговлекуваат, но точно ќе знае дека тој предмет влегол на 1.1.2026 и до 1.1.2029 никој не го погледнал. Или ќе знае дека определен предмет имал брза динамика. Нас ни е планот со овој систем, сега веќе кога дојдовме до оваа тема, да дозволиме и комуникација на институциите помеѓу себе на овој електронски систем, затоа што од голем број институции имаме коментари дека долго патуваат предметите. Сега патуваат една секунда. Кога вие го испраќате предметот од вашата пошта, излезна пошта, веднаш влегува во институцијата на која што го испраќате. Така што овие можности им стојат на располагање на сите институции, вклучително и на јавното обвинителство. Голем е интересот, можам да кажам, енергетика бидејќи ја спомнавме како тема, еден од најупотребуваните системи во Министерството за енергетика. Еден од нашите најактивни во моментов корисници на овој систем, таму беше проблемот со концесиите. И вие сте свесни дека ние 2 години никој не прокоментирал во јавност дека има некој проблем, некој криминал кој што излегол од некоја концесија, дека некоја концесија нелегално била дадена на некого, одземена на некого и така натаму. Зошто? Затоа што имаме систем кој што ги подредува овие предмети во како што треба и не може да се кријат во фиока. Така што овие позитивни примери ќе бидат начин како да се забрза ефикасноста и да се подобри транспарентноста на обвинителството внатре. Околу големите случаи ние како ресор на дигитализација не можеме да ги разрешиме. Но сите овие алатки кои што ги нудиме на институциите, ги нудиме за тие да можат побрзо меѓу себе да комуницираат, за да можат полесно да ги откриваат. За не се случи дека пред некој ден слушнав една база во една институција не комуницира со друга база во истата институција, тоа е недопустливо и постои платформа за интероперабилност која што дозволува лесна комуникација помеѓу овие системи, безбедна, секако и заштитена, така што ова е начинот на кој што можеме да се справуваме. Треба решителност, треба посветеност. Јас сум свесен дека требаат и ресурси вработени, така што во наредниот период ако покаже обвинителството резолутност, мислам дека и владата ќе биде повеќе од подготвена да помогне со ресурси и со дополнителен ангажман на лица ако тоа биде побарано од нас. Значи сепак зависи од нив да побараат, но вие им стоите на располагање во предот. Да побараат, тие мора да побараат. Би сакале да видиме, не сакаме да наметнуваме, и мојот систем за документ менеджмент, јас не можам со сила на независна институција да го нудам, но стоиме на располагање да ги најдеме сите начини како да си помогнеме меѓусебно, но од друга страна, знаете, порано имаше барања за зголемување на плати, за зголемување на број на вработени, за зголемување на број на стручни соработници, но во ниеден момент не беа подкрепени со еве ги нашите успеси.
волку лице имаме, случај имаме разрешено, вака се имаме справено, за ова сме позитивен пример, ова е добра оценка од Европска комисија, ни рекла браво за овој и овој случај. Волку средства имаме вратено на државата во смисла на украдени средства, станови, недвижен движен имот. Во ниеден момент тоа не се случи во минатото. Се надевам дека со новиот државен јавен обвинител ние ќе видиме еден таков вид на извештај, не кон владата, кон јавноста, дека обвинителството заслужува, си го заслужува местото кое што го има и угледот кој што треба да го има. Уште една рак рана на македонското општество, за жал наметната честопат и тоа стана, за жал повторно ќе кажам, евроинтеграциите 21 година кандидат од 2005 година, рекордери можеби Турција може да носиме вода на неа бидејќи има сосема други проблеми, но сме шампиони во опкружувањето во однос на останатите. Проблемите ги знаеме, колку сето тоа е поврзано со блиските односи со останатите држави. Еве вие како партија бевте пред минатата недела, чинам беше, бевте гости на 50 годишнината од Европската народна партија, најголемата и најмоќната партија во Европа. Се сеќавам од друга страна, па Ковачевски кога беше на еден собир во Рим го вратија од вратата, тогаш беше тој премиер, беше и претседател на СДС, но го вратија, па се врати, имаше комешање, беше тоа некоја пародија, но еве, бевте заедно со премиерот и претседател на партијата, со генералниот секретар, колку овие врски се битни за преспокнување и преминување на овие пречки што постојано некој за жал не ги поставува на патот. Да, бевме присутни на најголемиот собир на Европската народна партија, така наречен проширен самит на европските лидери. Тоа беше една средба на шефовите на држави и влади на земјите членки, кои што доаѓаат од Европската народна партија и земјите кандидати за членство, каде што претседателот Мицкоски беше поканет. Јас бев дел од таа делегација и во својство на член извршен комитет, но уште ја извршувам функцијата и меѓународен секретар во партијата. И беше добра шанса и да поразговараме за ова прашање кое што нас не мачи. Претседателот има една добра сентенца, секогаш кажува дека процесите ќе бидат тешки, но нема да бидат срамни. И ние свесно влеговме во процесот на евроинтеграција со став дека ние нема да дозволиме понижување. И тоа не го дозволуваме. Ама тоа го прави процесот да биде прилично тежок. Во секој случај не е срамен. И никој од нас после ниеден таков состанок не заминува со сведната глава, затоа што не ги засрамил, не ги понижил македонските национални интереси и луѓето кои што стојат позади ВМРО ДПМН, позади организацијата ВМРО, но и македонскиот народ како целина, затоа што ние сме излегли, сме кажале, ние вакви услови не прифаќаме. Процес без гаранции не прифаќаме затоа што тој значи дополнително заглавување на прашањата. И да, за некои тоа е потешкиот пат или потешкиот начин, но нека биде потежок, само нека не биде срамен. Имавме одлични средби во Брисел, навистина прифатени на многу високо ниво. Разговараат со држава која што исполнува услови, држава која што критериумите кои што се зададени, задачите, обврските кои што си ги преземала со реформската агенда, со планот за раст си ги испорачува и не може да зборува дека државата стагнира, дека државата не напредува, дека државата нема економски раст, не се справува со предизвиците како што треба. Туку се зборува како да видиме, да најдеме начин да го надминеме и ова прашање за кој што вие сте го сретнали господинот Кошта, претседател на Европскиот совет, кој што јавно кажа дека мора да постојат некој вид на гаранции за оваа држава да се чувствува комотна кога би прифатила некаква промена на уставот пред влегување во Европската унија. И разговаравме на маса на еднакви и бевме прифатени како еднакви и голема е поддршката на Европската народна партија за процесите кои што се случуваат во државата, се поврзани со внатрешните прашања кои што се однесуваат, но и со реформската агенда и обврските кои што ги имаме кон ЕУ. Секако останува ова билатерално прашање. Беше на средбите поранишниот претседател на владата на Бугарија, господин Борисов, кој што се уште е претседател на ГЕРБ, првиот ден за време на прославата на 50 години Европска народна партија. Но таму се избори, сите се свесни дека таму се избори и дека мора да се почека определено време да се формира, се надевам конечно, политичка влада со полн капацитет, која што би можела да влезе во разрешување на овие прашања. Но многу е важно што сме дел од дискусијата, а не сме мени на масата, за некој друг да дискутира и да решава во наше име. Ние како политичка партија која што има убедливо големо мнозинство во македонскиот парламент нема да дозволиме таков вид на дискусија.
Како се чувствувате вие кога одите и го правите тоа што го правите, како што сами откажувате, го одите потешкиот пат, знаеме што значи тоа и за Македонија, наспроти она што се случуваше минатите 7 години пред да дојдете на власт, и кога истите тие кои што го правеа тоа што го правеа, за жал на Македонија, македонците и на сите граѓани, излегуваат и велат дека вие како влада не потребно се расправате со соседите, дека треба да го прифатите тоа, дека тоа не е ништо страшно, дека тоа не може да смени ништо, и постојано тоа е најлошото, мислам, најциничното, најироничното, кога ви велат дека вие сте оние кои што се расправате со соседите, а тие се оние кои што го оставија тоа кукавиче јајце, се вика француски предлог, нешто што не смеа да го прифатат, го прифатија, сега вие сте виновниците кои што не го правите тоа што не треба да го направите. Како го гледате ова, кога постојано тоа е, би рекле, сипање на песок во сојузничката осовина во минатото, ама постојано се случува? Да, и е голем одраз на лицемерие. Да. Затоа што пред тргнувањето за Брисел, коментарите беа дека ВМРО-ДПМН е изолирана партија, владата е изолирана, ја води државата кон целосна изолација. Јас бев обвинуван, се сеќавам, не сме дел од пакетот за роаминг, затоа што сме били изолирани, ета Албанија не претркала, големи експоненти на СДСМ тоа пишуваа Facebook статуси. Моментот кога бевме присутни во Брисел, читам повторно вака Facebook статуси, тие отидоа да се прошетаат, што бараат во Брисел, што бараат во Европската народна партија, и во исто време, зошто не прифаќаат се што Бугарија побарала, а нивната претходна влада прифатила, иако и тогаш велевме, немојте, нема потреба, останете цврсти на ставот кој што поминали резолуции и декларации во Македонското собрание, и дајте заедно да најдеме решение, кое што решение ќе значи гаранција дека нашите национални интереси ќе бидат сочувани. Ова покажува зошто СДСМ не може да биде патриотска партија, и второ покажува зошто СДСМ се соочува со истребување. И тоа не е предизвикано од ВМРО-ДПМН, не е предизвикано од некои структури во институциите. Сама е разјарена затоа што не ги држи дури ни своите автохтони социјалдемократски корени на заштита на, да речеме, потомците на Асном, заштитниците на Асномска Македонија, ако сакате и комунистичката партија и така натаму. Кога имате таква политичка партија која што не внимава на корените и која што оди по амбасади, еве ќе дадам и чекор понатаму, оди по амбасади и ветува дека само ако дојдат тие во некоја проширена техничка, полутехничка влада, дека веднаш ќе прифатат се што се барањата од Европската унија, дека не ги интересираат ниту гаранции, ниту ништо, само процесот да почнал да се тркала според нив, според нас ќе се тркала во еден затворен тунел од кој што не го знаеме излезот и нема да има никаков крај. Сакам да речам, ако се водиме од позициите на опозицијата, ќе завршиме таму каде што завршија тие во 2024 година, а тоа е на 18 пратеници, тоа е на 0 доверба од граѓаните. Уште потрагично за нив, а многу реалистично за нас, ако ги погледате анкетите кои што сега излегуваат овој период, ќе видите дека СДСМ е на полоши гранки отколку што била во 2024 година, а ВМРО-ДПМН ја зголемува својата предност, затоа што ние се однесуваме онака како што граѓаните бараат од нас. И можеби како заклучок како јас се чувствувам кога ќе отидам во овие држави, знаете, прво нешто што кажувате, честитки за оно што го правите во дигитализација, честитки за оно што го правите во реформската агенда. Знаете, имате проблем со Бугарија. Но кога ќе ви кажат честитки за првиот дел, ви кажуваат честитки кај нешто вие сте сработиле дома што порано не се случувало. Јас не сум добил коментар од нив, заглавивте со законите, не сте спремни за дигитализација, немате нови услуги, не сте се развивиле доволно. Туку добивам коментар, одлични сте, едни од најдобрите кои што се справуваат со прашањата кои што на сите им се интересни, сите се занимаваат, имате проекти, работите во соработка со Европската унија, испоручувате резултати, имате проблем со Бугарија во однос на ова билатерално или не знам дали е билатерално поголемо прашање. Така што ова ме прави горд дека ние имаме резултати, дека ова е наша пречка за која што сме свесни, но е пречка со која што ќе се справуваме. И дискутираме како на ниво на еднакви за надминување и на оваа пречка, но и како да ги искористиме сите потенцијали кои што Европската унија ги нуди. Пред да преминеме на лажната вест што ја споменавте околу роамингот со ЕУ, има една шема исто, спомнавте анкети. Интересно е, уште пред изборите ги следам помно, ова е трети или четврти пат, мислам дека сепак е четврти пат, како Венко Филипче излегува и тресе од ракавот анкети, кои што немаат ниту нарачател, ниту примерок, нити кога се направени, нити зошто се направени, нити извршител на ништо. Нема, но излегува и вели ВМРО
според анкетите паѓа, ние одиме нагоре. Тоа се случува веќе повеќе од година дена. Истиот човек го кажува истото, никогаш нема споменато се што треба, сите нишани што се велат за една анкета. За разлика од нив, вие кога ќе излезете и како партија, нели, или пак кога ќе излезе каква и да е анкета, ги има сите овие работи. Како гледате на овој наплив на лажни анкети, повторно ги има. И сега, вашиот уплав во наводници и страф од она што се случувало и односот кон СДСМ, затоа сте сакале да ги урнете, и имало некоја платформа, дури ја нарекоа, нели, програма која што сте направиле, била заради тоа што верували или не граѓаните, верувам, знаат многу подобро, СДСМ растела многу, а вие сте паѓале многу долу според анкетите на Филипче, кои што повторно ќе кажам, немаат ниту еден нишан кажан за да бидат вистинска реална анкета, повторно е нешто тресење од ракав. Како гледате на овие анкети? Да, јас имам една мана, доста следам бројки. Знам, да. Ме интересираат уште од времето дека водев партискиот истражувачки центар. И овој бран на лажни вести заедно со овој кој што претходно го спомнав околу мигрантите, почна уште пред локалните избори минатата година, во која што Филипче лиферуваше неколку анкети во кои што тие се доближуваат до ВМРО-ДПМН, особено во некои урбани центри, да речеме Битола беше случај, Скопје беше случај, скопските општини беа случај. И потоа јас не следев толку и резултатите на изборите беа второстепени затоа што знаевме точно како ќе се движат работите, но ќе ги видите аналитичари кои што по дефиниција биле пристрасни кон СДСМ во минатото, на прва ги отфрла коментарите од СДСМ. На прва коментираа дека толку е голема разликата на ВМРО-ДПМН и СДСМ, што ќе се случи потоп на изборите, вака да бидам по едноставен во изразот. Единствено што не успеа овие аналитичари да проценат дека СДСМ ќе биде некаде втора, но многу често трета партија, особено во овие урбани центри, односно не ја проценија разликата меѓу СДСМ и левица. И од тој момент, од пред локалните избори до денеска, лиферувањето на вакви лажни анкети и лажни бројки, мислам дека повеќе служи за да биде некоја подлошка да може СДСМ секој ден да држи пресконференција, затоа што инаку овие PR тимови кои што веќе неколку дена ги разобличуваме како партија, не би имале што да пишуваат, не би имале на што да се врзат. Но исто како што беа лажните мигранти, исто како што се лажниве анкети, така и соопштенијата им траат од 5 до 10 минути. Значи, отприлика толку е вниманието на јавноста за овие анкети, затоа што многу е јасно поддршката или не поддршката на определени политики е многу изразена кај граѓаните. Точно е, граѓаните живеат тешко. Имаме меѓународни кризи, имаме справување со тие меѓународни кризи. Имаше инфлација поголема минатата година. Имаше раст на цените со кој што се справувавме со кошнички. Но граѓаните се свесни дека ова е владата и ова е политичката структура која што ако каже нешто дека ќе го испорача, ќе го испорача. Ако се вети определено прашање, тоа ќе се реализира, а ако не се реализира, ќе имаме точно образложение што е недостатокот. Но дека максимално ќе се потрудиме, било седница во недела, било разговори од сабајле до вечер по одредено прашање, да најдеме решение за граѓаните во ниеден момент да не се откажеме, и тоа граѓаните го препознаваат. И затоа овие анкети имаат рок на трајање од прилика едно соопштение до две соопштенија на СДСМ, додека ние оставаме независни куќи кои што објавуваат анкети, многу јасно покажуваат дека СДСМ е скоро еднаква, некаде дури и помал процент од ДУИ, дека Венко Филипче има помал рейтинг од Димитар Апасиев, а дека рейтингот на претседателот Мицкоски е над 30% од граѓаните, дека има поддршка кај сите граѓани, независно дали се македонци, албанци, турци, роми, власи или било кој други, во било кој дел од државата, и дека отприлика процентот на ВМРО-ДПМН, зависно која анкета ќе гледате, од 25 до 30% поддршка. Не е дека утре ќе одиме на избори. Ние имаме програма, владата има план и мандат да се заврши работата овие уште две кусур години, но многу е важно да терате по патеката која што граѓаните ја исцртали, поддршката зашто ви ја дале да не одите контра тоа, а ние во овој момент, еве јас и на дебата би одел, немаме една точка во која што одиме спротивно од тоа што сме го ветиле пред граѓаните, нешто што беше незамисливо од 2017 до 2024. Уште една од дузината лажни вести со која што, нели, да не речам, не трујат од Бихачка, но постојано се случува ѓомит и поплава, е дека сме меѓу последните во однос на укинувањето на роамингот со Европската Унија. Дали е така на терени, во превод, зошто не е така?
Не е така затоа што сме државата која што го предводи процесот на усогласување со барањата кои што од нас ги има Европската комисија. Имаше една одлука, прво барање за одобрение од Советот, на Европската комисија побара од Советот да ја одобри да почне процес со земјите од регионот. Сите 6 бевме наброени во тој список и јас се радувам што тука беа ставени и Косово и Босна и Херцеговина, освен Србија и ние 3 држави кои што сме, да речеме, понапред во процесот на пристапување. Но од моите информации, дали од Европската унија или од регионот, е дека ние сме убедливо први во процесот на усогласување на потребната регулатива и веќе сме во подготовка, јас сум во дневна комуникација со министерот за надворешни, во подготовка на преговорите, односно на точките на преговарање кои што ќе се случуваат наредниот период, кои што ќе значат методолошки како ќе ги прифатиме цените, како ќе се разрешуваат определени спорови, ако настанат промени во регулативата на Европската унија, како тие ќе ги пренесеме кај нас, но основата, базата, тоа е Законот за електронски комуникации, ние веќе го донесовме во владина процедура, владата го утврди текстот и за да не направиме грешка го испративме во Европската комисија пред околу 2 недели. И чекаме коментари дали сме на вистинскиот пат. Јас сметам дека во 99% ние имаме исполнето тоа што е наша задача и ќе видиме коментари од техничка природа, можеби да има некој, пред да го испратиме во собрание, да добиеме коментари, да нема некоја недоследност, иако не очекувам. Беше работен законот во една динамична процедура, но целосно усогласувајќи не со коментарите кои што претходно ги давала Европската унија. Имаме ние наши представници во така нареченото тело БЕРЕК на Европската унија, кој што се дел од Агенцијата за електронски комуникации, одлична соработка меѓу Министерството и Агенцијата. И имаме текст кој што значи либерализација на цените на македонскиот пазар. Ќе чекаме во моментот кога ќе ги завршиме коментарите од Европската комисија, ќе оди законот во собрание, ќе биде донесен и веднаш потоа имаме веќе подготвени 2 подзаконски акти, само чекаме да се донесат во собрание. Чим законот стапи на сила, подзаконските акти веднаш ќе бидат донесени и од коментарите кои што ги имаме со колегите од регионот, ние сме навистина многу напред во овој процес. Имаме одредени, да речеме, размислувања, неусогласувања околу примената на пресудите на судот на правдата на Европската унија. Ќе видиме како тоа ќе се реализира, но тоа е процес веќе на преговори. И тука кажав, ќе ни биде потребна поддршка, лобирање и од страна на нашите меѓународни партнери. Јас разговарав на сите до сега билатерални посети, имам најавено уште 2 наредниот период во текот на пролета со наши пријателски држави, членки на Европската унија, и мислам дека и на тие ќе го отворам ова прашање и ќе барам целосна поддршка од нив, затоа што ова ќе биде процес кој што малку ќе биде и политика, но ако сме први во исполнување на мерит критериумите, и ако сме први во донесувањето на законите, не гледам зошто да не бидеме први кои што ќе одобијат оваа поволност од регионот на Западен Балкан. Веќе пристапени се Украина и Молдавија, кои што почнаа 5 години пред нас. Жал ми е, со ова ќе завршам, што моите претходници во Министерството од 2016-17 наомо не нашле за сходно ниту една од регулативите и директивите на Европската унија да ги прилагодат, да ги донесат во македонското законодавство. Ниту една од нив не била штетна за никого. Либерализација на цени, полесно градење на телекомуникацијска инфраструктура, полесно добивање дозволи, кабли, легализација на оптичката инфраструктура, и ми е жал што тоа не го направиле. Ки имавме малку полесна работа, а ние сите 4 регулативи и директиви ги спакувавме и ги донесовме во рокот помалку од 8 месеци. Доколку се тече како што треба, може да зборуваме за рокови кога би можело да се случи тоа? Јас, затоа што не зависи само од нас како држава, не би сакал да се фиксирам на конкретен рок, би сакал тоа да биде се да заврши како обврска во текот на 2026 година, но останува и на одлука на Европската комисија. Таму има 2 струи, би рекол. Европската комисија е подинамична, сака побрзо се случуваат работите. Државите членки за некои аспекти се малку побавни, но мислам дека ќе се најде заеднички јазик и дека во текот на 26-та ќе ги завршиме сите потребни активности кои што се однесуваат на преговорите. Нашата обврска која што ставив дека ќе биде со рок 1 март 2026 е веќе исполнета. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме за инфлуенсерите, за креаторите на дигитални содржини, имавте средби со нив, ќе зборуваме за стратегиите за медиумите, ќе зборуваме за сајбербезбедност, уште многу теми со нас и пред нас, со нас е министерот Стефан Андоновски. Се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас.
Се враќаме во за или против, мој гостин е министерот Стефан Андоновски. Министре, зборувавме во најавата дека имавте средба веќе со инфлуенсерите и со креаторите на дигитални содржини, севте падна и некаков вид на договор. Да, тука и постои би рекол една мискомуникација помеѓу представници можеби од владата, представници од другите институции, креаторите на дигитални содржини, платформите, и се направила еден превид според мене во Законот за аудиовизуелни медиумски содржини, каде што не се дефинирале конкретно што подразбираме под тоа што е креатор на дигитална содржина, дали е тоа нешто слично на YouTube, дали ќе го третираме како да е платформа, дали ќе го третираме како да е новинар, колумнист, или ќе го третираме како нешто сосема друго, сосема трета или четврта димензија. Ние направивме на темелна анализа каква компаративното законодавство. Европската унија има едни, да речеме, полабави рамки. Тука нема нека тврда регулација ниво Европската унија и јас не сакав да се доведам во ситуација ние да одиме и да затвараме определени сектори или да ги угнетуваме толку да не можат да се развиваат во иднина. Знаете, станува збор за млади луѓе кои што решиле животот да го живеат тука, да создаваат нешто тука, да бидат предприемачи, да работат сами, да искористуваат платформи кои што се меѓународни. Се прошири една неубава информација дека тие кријат данок, дека не плаќаат данок и така натаму, што лесно е проверливо од страна на управата за јавни приходи. Ако имате договор на дело или авторски договор, секако уплаќате данок. Но мислам дека е еден штетен наратив кој што се развива помеѓу институциите и мојата прва задача беше да ја спуштиме топката, за да дискутираме на ниво на правни аргументи, правни прашања и како да поттикнеме да овој сектор биде регулиран, признат во законот, препознаен и потоа да видиме кои се елементите кои што ни се предизвикувачки или за кои што не можеме да се согласиме. Јас личен предизвик имав и со онлайн медиумите, интернет порталите на почетокот на мандатот и го решивме на истиот начин. Прво седнавме на иста маса, видовме кои се заедничките сврзни точки, видовме дека немаме ништо против едни други, владата, медиумите, онлайн медиумите, новинарите. Најдовме решение кое што е заедничко и тоа решение еве денеска последна година одлично функционира. Никој не нашол замерка дека има проблем со функционирањето на измените на законот за медиуми. Така исто ми е планот да го направиме со законот за аудиовизуелни медиумски услуги. Да се движиме во рамката на Европската унија во секој случај, да најдеме начин како да го регулираме овој пазар, да не ни се случуваат штетни информации или штетни содржини за деца, да не се случува повикување на насилство, на криминал и така натаму, да се препознаат инфлуенсерите или креаторите на содржини, да и тие ако се дел од некаков регистар бидат на одреден начин заштитени, препознаени дека навистина тие се легитимни и легални и во исто време Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги да може да прави еден вид на мониторинг на нивното работење. Не сум поборник, особено во ова дигитално време, на решенија кои што се ригидни. Затоа што тие едно не дозволуваат напредок и второ толку брзо се менува содржината, толку брзо се менува овој сектор, што законот кој што ќе го донесете денес веќе утре е застарен. И затоа сум за решение кој што меко ќе ја регулираат во рамка оваа ситуација, а ние со подзаконски акти, со кодекси, со меѓусебно договарање, со правилници ќе успеваме да наоѓаме заеднички јазик кој што ќе значи подобрување на сферата. Разговаравме неколку пати и со креаторите на содржини и со Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Можам да кажам дека ќе работиме на определени измени во Законот за аудиовизуелни медиумски услуги во насока токму оваа да ги препознаеме, да даеме точна дефиниција, а потоа да видиме кој е начинот на нивна регистрација и на кој начин тие ќе бидат препознаени. Ова треба да се свати како отварање на уште една порта за комуникација со јавноста. Да видиме уште еден медиум до кој што граѓаните ќе имаат пристап. Мене ми е криво што ние немаме или многу се ретки македонските платформи. Па ние да можеме со нив да дискутираме кои содржини ќе ги дозволуваат, кои нема да ги дозволуваат, што ќе биде гледано, што е соодветно за која возраст. За жал тоа го немаме, а како мала држава многу е тешко да влезете во дискусија со светските платформи па да натерате еден TikTok или еден Snapchat како да се однесува на македонскиот пазар и заради тоа мораме да работиме директно со креаторите на содржини на македонски јазик. Тие имаат една интересна поента, јас ќе искористам. Велат ако вие нас не регулирате до степен да не постоиме, тогаш нема да има содржина на македонски јазик. Но тоа не значи дека младите луѓе нема да отворат некоја од овие алатки и нема да гледаат некој бугарски, српски, грчки или некој друг албански или некој друг инфлуенсер или креатор на содржини. Каква ви е контролата на тие содржини? Сметам дека особено представниците на овие здруженија се
позитивни луѓе кои што сакаат да најдат решение. Од Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги гледаме исто расположение да најдеме соодветно европско решение и ние ќе се потрудиме да го водиме овој процес, да го разрешиме и ова прашање, затоа што ни стои најмногу како поле кое што е во сива зона. Не е противзаконско, не е ни озаконето, нема никаква заштита, нема никаква контрола. Заради тоа мислам дека треба да одиме кон решение и тоа ме води кон поголемата тема за стратегијата за медиуми. Так. Јас ветив оваа година започнуваме со реализација. Ние за прв пат ќе донесеме национална стратегија за развој на медиумскиот сектор. Тука се и дилемите кои што ја ги поставува МИА, Македонската информативна агенција, Македонската радио телевизија, вие како медиуми, останатите медиуми, онлайн порталите, креаторите на содржини, новинарите. Целиот овој спектар, за жал, секогаш беше оставен да се решава проблемот кога ќе се појави некој пожар. Некои права на определени делови од оваа структура или некои обврски кои што ќе се наметнат, па некој европско законодавство. Сега за прв пат ќе си ја преземеме ние палката како држава и сами ќе си ги договараме меѓусебните односи. И јас реков, можеби нема да донесеме стратегијата, ако не успееме да се согласиме. Во ниеден момент нема да влезам во влошување на состојбата во медиумскиот сектор. Имаме многу солидна основа, медиумите кај нас се многу одговорни, многу добро се ја вршат работата. Тоа се гледа најмногу во кризи, се гледа и во оваа криза сега. Немате непристојни коментари, немате недостаток на транспарентност на медиумите, немате лош однос на медиумите кон било кого, опозиција, власт, приватен сектор, невладини организации. С нешто што гледаме како лоша тенденција во целиот регион, кај нас мислам дека функционира многу квалитетно и мојата задача ќе биде како ова да го кренеме на уште повисоко ниво. Преку стратегијата ќе утврдиме кои закони треба да се менуваат, дали треба нов закон за медиуми, дали треба нов закон за прв пат закон за МИА, закон за МРТВ, не знам, можеби ќе излезат и некои попаметни решенија, но сум тука да слушам и да го водим овој процес, колку и да трае. Нека трае и година, дена и 2 години, да донесеме еден добар текст и да бидеме задоволни од она што ни се случува во медиумската сфера. На крај ќе ми дозволите, имаше еден лош пример од вчера, би сакал да го искоментирам и да го осудам. Ако ги осудуваме политичарите, носителите на одлуки кога се непристојни, кога се однесуваат лошо на телевизија или пред медиуми, треба некогаш да погледнеме и во медиумската сфера. Ми е драго што голем дел од новинарите веќе го осудија вчерашниот испад на еден новинар и би сакал и јас да го осудам затоа што навистина не е пријатно таквото однесување кон повозрасен човек, кон министер, кон министерка, жена, господја која што професор, доктор, која што навистина се ја врши исклучително добро својата работна задача, исклучително пријатна кон сите и непристојно од страна на определени новинари така да се однесуваат. И мислам дека е тоа лош пример кон кој што треба покажеме за да не биде пример како не треба некои работи се одвиваат. Се сложувам и се придружувам на ова, бидејќи ова е резил за филата, не е тоа новинарството, но еве има во светот секојдневно слушаме од различна земја санкции и рестрикции за младите во однос на пристапноста до социјалните мрежи, до интернетот. Дали во Македонија има таков план да се стават некакви рестрикции, нели ограничувања за најмладите или за младите? Сме размислувале за ова прашање, го отвараме неколку пати и јас реков ќе организираме една посебна јавна расправа на оваа тема. Без став ќе влеземе како министерство, во смисла моје мислење дека од аспект на министерство ќе биде технички многу тешко да ограничите пристап на едно дете кон определена платформа. Големи држави како Австралија, например, не одат на забрани кај децата. Туку на самите платформи им забрануваат на малолетна публика да ја објавуваат содржини или воопшто постојат на мобилни уреди кај малолетници, а платформата е должна да пази на возраста на нејзиниот корисник. Ние кај нас многу тешко ќе стапиме во контакт со најголемите платформи да им забрануваме како треба да се однесуваат во Македонија. Од друга страна, родител купува телефонски уред за детето, ние го имаме во евиденција дека тоа е на родителот. Не знаеме дека определено дете го користи мобилниот уред, но сме тука да дискутираме кои се начините. Има идеи, например, да се забранат мобилните телефони во училиштата, во градинките, во средните училишта. Има од друга страна коментари дека тие уреди може да се користат и во настава, дека тие некогаш се полезни во наставниот процес. Затоа треба да ги отвориме овие теми, ние ќе организираме јавна расправа, јас кажав, и ќе видиме кој е правилниот начин како да пристапиме. Ние ми е драго и вашата телевизија го емитувавме како финале на нашиот проект за побезбеден интернет, цртан филм, наменет за најмладата публика,
за безбедно користење на интернет, кликни безбедно, еден анимиран, многу интересен цртан филм кој што добар одзив имаше кај најмладите, на кој што предупредуваме за недостатоците. И јас уште еднаш ќе искористам приликата кај родителите да апелирам. Секој од нив има пристап до мобилните телефони на нивните деца. Вклучете родителска контрола. Ограничете го времето кое што вашето дете може да го помине на мобилен телефон, screen time. Ограничете кои апликации може или не може да ги следи или да ги симнува и ограничете што постира на социјалните медиуми и со кого се дружи на социјалните медиуми. Тоа е еден начин на домашно воспитување во новото време. Мене ми е јасно, потешко е за родителите. Нов свет е, не сме сите научени, не ги имаме сите вештините, но малку треба истражување за да се стаса до овој ресурс, а навистина најдобрата превенција е во домот на детето и тука тие ќе се чувствуваат најсигурни. Државата ќе даде ресурси, дава ресурси, се надаме дека ќе го почнеме и вториот фаза на проектот за побезбеден интернет, но пак ќе кажам обврската и најдобрата превенција ќе остане во домот. На крајот само накусо, порталот за услуги бележи рекорди, такво нешто не се случува, што покажува дека многу работи се случуваат, позитивна работа. Еве, 20 до 30 нови дигитални услуги најавивте. Вие за крај што да очекуваме во иднина, кои да ги очекуваме накусо за граѓаните? Да, очекуваме десетина во наредниве месец дена, од тие 20-30 што ги најавив. Малку ни се одолжи периодот ради објективни и субјективни причини, надвор од наша контрола на министерството. Можам да кажам во тестирање ќе бидат услуги од Државниот инспекторат за земјоделие, Државниот завод за статистика, Министерството за енергетика. Ако не грешам, во финална фаза сме со проектот за регистрација на новороденче, ќе го тестираме и тој за многу кратко. Еве, ова нека бидат неколку кои што навистина ќе го качат порталот на едно друго ново ниво. Сега тој се стабилизираше на околу 10.000 услуги месечно. Мислам дека со овие 10 нови услуги ние ќе се качиме на бројката од 20-25.000 услуги месечно. И еве една нова работа ексклузивно ќе ја најавам. Утре потпишуваме меморандум за соработка со Oracle, еден од светските предводници на дигитализацијата, светски компании, ќе биде присутен нивниот потпредседател тука во владата. Ќе потпишеме меморандум за соработка кој што ќе донесе пристап до Oracle University и Oracle Academy, бесплатни курсеви за сите корисници на порталот услуги GovMK за напредни дигитални вештини од областа на Oracle, но и општи напредни дигитални вештини, дели со сертификати кои што ќе бидат бесплатни за сите корисници на услуги GovMK, така што тоа ќе биде уште една можност која во текот на годината ќе овозможиме за македонските граѓани. Ви благодарам многу. Благодарам на можноста и секогаш ми е драго кога сум гостин во Алфа. Исто така, ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.